А делта сојот се разликува од британскиот, од алфа варијантата, да бидам политички коректен. Се разликува по тоа што се проценува дека е некаде меѓу 5,5 до 7 пати 55 до 60 до 70% позаразен од алфа варијантата. Тоа значи дека сега ќе имаме на сцена, ако би бил во услови да се шири, да има за тоа амбиент, ќе имаме практично речиси една многу поголема динамика на ширење. Тоа му е една карактеристика, зашто има две мутации. Едната му е да полесно продира, да биде полесно заразен, и другата му е да може полесно да продира во клетките на домаќина. Значи, практично и просечното траење на инкубацијата сега е малку пократко, околу 5 дена. Иако и максимумот и понатаму останува 14. Од една страна. Од друга страна, тоа е околу заразноста. Но она што е карактеристично, тоа е дека сега изместен е акцентот на одредени негови симптоми. Ако порано беше карактеристично за алфа варијантата да се изгуби осет за вкус, мирис, нели, да има болки во зглобовите и така натаму, сега веќе доминираат главоболка, течење на нос, а тоа немаше кај алфа варијантата, мислам на течењето на нос, значи како кијавица да имате, и болки во грлото, што исто така не беше карактеристично